Ни фалат само уште 55 предплатеници да стигнеме до бројката од 10.000 на YouTube. Тоа е огромна бројка, веќе стигнуваме у големото добро утро влегуваме. Затоа не заборавајте да се претплатите на нашиот YouTube канал, односно да стиснете subscribe таму горе, затоа што тоа ќе ви донесе да можете да ги гледате најдобрите видеоматеријали на пазарот. Да ги гледате, извинете ме, јас сум малце збунет ово утро, затоа што во студиото го имам Ивица Боцевски. Ивица, тешка беше оваа сезона без тебе. Имавме многу експерименти, ама ти од надвор да ни даеш евалуација, како си задоволен, како тераме тука индивидуално, различно, тука има многу различни карактери, многу мали мисли од големиот мозок излегуваат, многу големи мисли од малиот мозок и така натаму. Па не, јас само ќе кажам дека ми е драго што овој производ кој што недостасуваше во македонскиот медиумски простор се уште функционира и дека се уште преку фреквенциите на Радио Лидер граѓаните на Македонија добиваат релевантни политички, економски, културни и други информации. Делот што повеќе наликува на шоу ми е малку премногу за наутро, морам да кажам. Мислам малку ставивме регулатива на тој. Само регулативата не успеа, како што видов. Како и обично со регулативите, да. Само регулативата тешко успеа, но сепак станува збор за една интересна репрезентација, која што секој си дава некој свој агол на гледиште на работите. Да ни биде долговечна ова програма, ова емисија. Истовремено, за жал, очекував дека ќе го препознаат моментот многумина други и дека ќе нарасне конкуренцијата кон Утринско еспресо и од другите радиоканали пред се. Или подкасти, но и од телевизиите, затоа што утринскиот термин е еден благодарен термин, посебно тој терминот од 6 до 9, кој што е ударен политички термин секаде во светот. Меѓутоа, за жал, интелектуалната класа во Македонија, политичката класа и посебно новинарската класа е премногу мрзелива. И спие до касно. Не само тоа, туку и полесно е да се оди по веќе утабаните патеки, откога се засучат ракавите и да се влезе во нешто ново. Дури еден Сашо Ордановски направи трансфер во вечерен термин. Ние се тепавме долго време на Сабајле, со тоа што се тепавме дали ќе биде 7-1 за нас или 6-1 или 5-1, стигнавме и до 10-1, 15-1 угледаност и слушаност, па избега сега и во вечерен термин, дури Сашо Ордановски, но убаво е да се гледа и да се нуди, но... Види, сме го зборувале ова. Фака се да бидем искрен. Со Сашо имам јас и генерално јавноста во Македонија само еден проблем. Значи, Сашо е новинар кој што на почетоците на македонската демократизација, медиумска пролез и така натаму, успева да го даде најдоброто. Он е основач на неколку медиумски проекти и пропаѓач на истите заради специфични слабости кои што ги има на неговиот карактер и на неговите работни навики. И токму тоа е проблемот што го имам со Сашо. Сашо може да биде многу луциден, може да биде многу интересен, кога ќе се вложи себе си и кога ќе вложи труд во тоа и кога нема некој партикуларен глупав интерес. Без разлика дали доаѓа од лукративни позиции, политичко навивање за едните и за другите. Значи, ако се врати он на основата, условно кажано, новинарска, се уште во него има многу работи кои што може да ги даде. Меѓутоа, го избира тој полесниот пат, кој што во Македонија за жал е малце полукративен, но токму заради тоа неговиот, значи, условно кажано,
неговиот углед е висок само со луѓето кои што престанале да пратат политика и новинарство некаде во почетокот на 90-тите. Еве морам Ивица да ти кажам дека Но пак ќе кажам, јас се уште кога ќе седнам со него за работи кои што се од мој интерес, да речеме истражувачки и така натаму, тоа што го добивам како информација, посебно кога го водиш него во некои работи, е мощно интересно, се гледа дека ги проследува работите. За жал знае често да биде површен. За жал знае често да отиде да забразди у насока кај што не треба да забразди. И мене ми е криво, условно кажано, знаеш што подкастот него тера со тебе, да речеме, затоа што во тој случај ќе мора да седне малку да се подготвува и ќе даде многу повеќе. Откако ти си отиде, ние морам да ти кажам дека оние мисија, визија, стратешки цели секој медиум, ние имаме 3 стратешки цели, а тоа е првата стратешка цел е да го намалиме нашиот еколошки футпринт. Планираме да инсталираме таму кај што ни е предавателот, да инсталираме фотоволтаици и мини ветерница и да ни биде предавателот, нели, еко-френдли, да има помал еко футпринт. Тоа ни е првата стратешка цел. Втората стратешка цел ни е да бидеме поинклузивни. Сега више ја нарачавме, нели, првата, како се вика тоа, пошто не ни пише нигде ВЦ, тоа мислам дека е против регулативите во земјата. Сега порачавме такво, ВЦ-то ни е унисекс. Да, нарачавме, сега треба да ни стигне од тему тоа за плочката за закачување, тоа ни е втората стратешка цел. Малку разбудено, малку по-инклузивни. И третата стратешка цел ни е во наредните 5 до 7 години утринско еспресо на Радио Лидер да го преземат Сашо Ордановски и Оливера Трајковска. Да ги спариме некако наутро, а јас би можел да се дадам на некои пофини работи од типот на државни тендери, медиумска регулатива, нешто, невладина организација, се ако падне Трамп умеѓу време, нели, повторно да ги пуштат парите. Тоа ни се трите, нели, стратешки цели. Првата, чекаме сега тоа колекторот, како се вика тоа, фотоволтаицата да дојде. И ќе видиме како ќе оди. Но види се, мислам дека и за тебе зборувам, сепак, значи станува збор за извънредни новинари. Апсолутно, да. Со определени своји слабости кои што ги дискутираме и едно време се лутеа, меѓутоа сега не се лута затоа што влезеш во демократска дебата и ти си предмет на критика, така ли? Не, ја не ги критикам, ја ти викам, јас сакам тие да го преземат утринско еспресо, ја да се бавам со некакви полукриминални активности во македонскиот медиумски простор. Нормално се шегуваме. Ивица Боцевски, добро утро. Не заборавајте да се предплатите на нашиот канал на YouTube. Сега, што е ова со Британија? Пред 2 години ја бев осамен во мојата, како се вика, пробританска ориентираност. Само јас борев дека од која излего од Брекзита нас ЕУ не сака, шансата ни е таму. За прв пат во историјата сега во Македонија, нели, организацијата која своевремено ги обучуваше инструкторите на ИРА за борба против Британија, сега прави стратешко партнерство со Велика Британија, ке летаат тука пруги, ке се права... Полека малку. Значи, организацијата која што ги обучуваше ИРА да се бори против Британија не постои одамна. Да се разбереме. Таа организација е разбиена од трите кралства кои што на територијата на Македонија успеале во 30-тите години да го изградат својот институционален поредок. Пардон, 2 кралства и 1 царство. Значи, таа организација не постои од тогаш. Во Македонија на власт е една демократска партија основана на 17 јуни 1990 година, која што идеолошки се повикува на постулатите на организацијата формирана во Солун 1893 година, но нема континуитет. Онаков како што ти го замислуваш. И добре што го нема тој континуитет, затоа што се извитоперува таа организација во времето на Ванчо Михајлов и завршува во еден ќорсокак историски. Има векови пеколни на фашизам, заедно ќе минеме, нацизам и така натаму. Ја излези Ѓурѓо, има не, тоа е друго.
Значи таа традиција За членување со кама и револвер. Таа традиција на ослободителното движење од 1893 до Илинденското востание е традиција што Дамјан Груев е нарекува подземната република на македонскиот народ, и партијата основана на 17 јуни 1990 година се повикува на таа традиција како идеолошко наследство. Но континуитет нема, да се разбереме, тоа е едно. Второ, исто така, интересно е, знаеш како сите се селектираат од историјата, едни теми, втори теми, трети теми и така натаму. А македонско-британската историја е сложена историја. Таа е историја и на соработка, но за жал историја која што има една многу крвава трага. Историја која што значи како и секоја историја помеѓу секои два народи. Добро, во секој случај, да, меѓутоа, британците со нас историски и ние со британците имаме многу помалку проблеми од, да речеме, британците со французите кои немаат посебни предизвици освен 100 години. Но еве да кажеме, од кога постои македонската државност од 1944 година, тие беа присутни на Асном со своја мисија. Тоа е една работа која што мораме да ја потцртаме. За жал потоа бевме на различни страни за време на граѓанската војна во Грција, очекувано, затоа што единствена страна таму која што ветува културна автономија за македонците е левицата. Британија во тој момент се бори со десницата, со некои чудни структури, како Наполеон Зервас, тоа е грчкиот Дража Михајлович, па дури и со кооптација на многу од фислишките организации во Грција против македонците, што завршува со една трагична епизода на Вич. Но, истовремено мора да потцртаме дека една од 4 армии кои што го чистат Скопје во 1963 година е британската армија. Значи, Скопје после големиот земјотрес го чистат покрај Југословенската народна армија, американската војска, советската војска, британската и данската армија, кои што се сместени на овој период и соработуваат заедно во едно. Точно е тоа, прва соработка помеѓу американците и советите, прва соработка помеѓу британците и советите 1945 година е во Скопје. Истовремено мораме да се подсетиме дека една од официјалните посети на британски премиер на поранешна Југославија, тоа е посетата на Маргарет Тачер кон почетокот на 80-тите години, е со станица во Скопје. Значи, при секоја официјална посета која што имале шефови на држави и влади на поранешна Југославија се посетувала една република. Маргарет Тачер го посетува Скопје и на тие видеоинсертите може да видите како во Охис, затоа што нели хемичарка е по образование, гледа нешто низ микроскоп, нешто таму мучка проучува и така натаму. За мене дека била импресионирана од, како се викаше тој прашакот на Охис, Билјана. Билјана. Не, чека се, не додавај се, работи. Но постои една интересна епизода. На секој состанок во Скопје, таа ги прашува нашиве, нели? Од кај ви е рецептот за омекшивачот? Не, таа ги прашува како пресметувате профит. Затоа што вика, не ја разбирам ваша самоуправна теорија на доход. И се интересно е, кога ги читаш стенограмите и извештаите од таа посета, како се мачат овие да ја објаснат очигледното, дека и тие не знаат, нече другото како тоа е еден куриозитет од таа посета. Меѓутоа, успешна посета е, да се разбереме. И сега најбитниот факт. Македонија која станува независна, постојат определени симпатии на Лондон во прво време. Лордот Карингтон, нели, кој што води конференцијата за поранешна Југославија, има своја роља. Меѓутоа, во еден момент Македонија се наоѓа во една црна дупка. Тоа мораме да го кажеме. Како резултат на Геншер и неговата политика, и покрај тоа што Бадинтеровата комисија вели дека Македонија и Словенија треба да се признаат, се признаваат Словенија и Хрватска. Преуранета одлука во тој момент според американската дипломатија и британската дипломатија, која што и според многу толкувања во историографијата доаѓа до распламтување на војната во поранешна Југославија. Но Македонија која прогласува својата независност налетува на една страшна препрека. Грчка дипломатија смета дека само име Македонија го знаеме, тоа е загрозува и редентистички и така натаму, зашто малку ние даваме повод со оние блокади на текнува на автопатишта на Тодор Петров и сите тие работи, но
Македонија се наоѓа во една дипломатска изолација, прогласена независност, признаена од многу мал број на земји. Бугарија, Турција се бројат на прсти. И британската дипломатија одлучува да подаде рака тогаш. Која година е ова? 92 година. Јако сум се родил. Да. Значи 92 година Британија практично една од првите големи сили кои ја признава Македонија. Не ја признават, значи туку што овозможува Британија. Британска дипломатија водена нели преку оваа конференција за Југославија, Лорд Карингтон така натаму праќа еден специјален претставник Робин О'Нил, кој што изнаоѓа модус, критикуван во тоа време во Македонија, меѓутоа наоѓа модус како Македонија да биде на некој начин признаена како независна држава под референцата привремена, нели поранешна Југословенска република Македонија. Ова решение ја видоизменува Лисабонска декларација за време на претседавањето на Британија со Европската унија во Единбург и од тука почнува една цела серија на признавања на Македонија од страна на западните земји. Претходно мораме да кажеме дека историска улога изигрува Борис Јелцин, демократскиот лидер на Русија, кој што ја признава Македонија. Тоа е прва земја на Советот за безбедност која што признава македонската независност, е Руската федерација под раководство на Борис Јелцин. За тоа има голема улога одиграна бугарскиот претседател Желјо Желев во тој период, но за нас е клучно и критично заради структурата на нашата економија, заради нашата економска соработка, заради нашите политички стремежи Македонија да ги воспостави своите односи со западните земји, пред се со тогашниот единствен глобален хегемон Соединетите американски држави, но и со Европската економска заедница кон која што Македонија се стреми. Рака за да се случи тоа ја подава Британија, пак ќе кажам, преку Робин О'Нил и неговиот ангажман тука, што овозможува да се најде еден модалитет како Македонија да биде признаена. Значи ова е вака во генерални црти. Да, потоа имаме прилично плодна соработка за време на неколку премиери британски, ја имаме историската посета на кралот Чарлс, на принцот тогашен, сега да. Крал Чарлс на Скопје. Македонија нели е на неговата мапа. Тука има еден куриозитет кој што нели ти реков да го испиташ, уште не си го пипнал, те чекам тебе да го испиташ, нели? Значи куриозитетот е дека принцот Чарлс, неговиот сега нели кралскиот роденден секојаш е фиксен датум, што нема врска со тоа, како нели со Тито 25 мај, што нема врска дека не е роден на 25 мај, така и кралевите британски на еден датум се родени сите, за да може тој празник да се слави. Реалниот роден ден, својот 50-ти роден ден, го има дочекано во Охрид. Значи ова е една анегдота која што е помеѓу македонците во Австралија се зема како фиксна, како меѓутоа те молам провери го. Да, замислете, станува збор за крал на една таква држава, наследник на таа империја и така натаму. Оно што интересно, јас сигурно го знам како куриозитет е дека негово умилено вино не е ни од Бордо, не е ни од Калифорнија, не е ни од Тоскана, не е ни од тие врвни светски региони, туку омилено вино на кралот Чарлс е, верували или не, тага за југ и од, како се вика, од тој што работи дистрибуција на тиквеж во Велика Британија, која е многу мала како дистрибуција, секоја година Бакингемова палата нарачува, а претходно неговата палата како принц на Велс, нарачува неколку, како се вика тоа, сандаци со тага за југ. Тиквешијата е центар на македонскиот монархизам. И сега некој кој ќе рече нашите вина не се квалитетни, вакви се, такви се, извинете, вака, ама кралеви ги пијат. Кралеви ги пијат. Имаме уште една, нели, како се вика, уште еден значаен момент да бележиме, да не излезе дека Зоран Заев е небитен за нашата историја, а тоа е дека при промената на името еден од паблик адвокаси на тој проект беше Тереза Меј, која дојде и во Скопје, ако се сеќавате. И морам да признам дека ние како држава имаме многу интересна паралела со Британија. Она што јас сум го истражувал, сум го работил, Македонија и Британија секогаш соработувале добро кога Британија имала левичарска влада, Македонија имала десничарска влада. Односно, секогаш некако поубаво ни одела комуникацијата кога таму имало
лабористи, а тука имало нели тука биле ВМРО ДПМН и таква си тоа е поради сличноста на двете политички партии, вака структурно, интелектуално, човечки, внатре и двете партии се представници на народот, лабористите во Велика Британија се тоа што е ВМРО Македонија. Вака генерално, а СДСМ се тоа што се конзервативците таму, едни надуени центарски деца, а овие се елитистите, сакаш. Елитистите, да. Па многу се, знаеш, паралелата која ќе ја направиш, многу повеќе држи, ама чекај, малце ти климава теза. Со тоа што ВМРО малце, со овие LGBT прашања некако не ми малце ти е климава тезата, затоа што, например, еве, тоа 92-а, таму беа конзервативците со Џон Мејџеров, дека беше Глигоров и Клюсев, па после Глигоров и Бранко. А кога Македонија кога стана земја кандидат, председаваше Британија со тоа. Значи на 17 декември 2005 година, да, Тони Блер објави дека сме станале земја кандидат. И тоа се сеќам на таа пресконференција, затоа што нели првиот датум ни го дае Тони Блер уствари. Не е датум сега. Не кажам дека сме станале кандидат, меѓутоа се сеќам на таа пресконференција за еден куриозитет. Како реагираат нели дипломатите во присуство на политичарите. Излегува нели Тони Блер како побичен нели тие европски совети се долги, таму све и свашто се зборува, нашо гарант било поминато лесно, немало тука некои посебни забелешки, ама кој знае што беше тема на денот таму, што и да е. Излегува сега Тони Блер, 2 сати или 3 сати са бале, или утре дента, не е битно важно, преморен, више исцрпен, и вика, да не заборавам, вика, донесов ми една битна одлука, вика, Македонија, вика, се стекна со кандидатски статус, и тој дипломатот околу него нешто реагира, што нели го направивме тоа, вика, Тони Блер, да, вика, овој го направивме. Дипломатот реагира, овој да каже референцата, нели? Да. За да не си имаат проблем после со грците. Да, со грците. Арно, ама... Дури и со името, со нејмишју, Велика Британија имаше еден многу чуден однос. Односно, додека ние ја имавме таа привремена референца, Британија официјално никогаш не призна под Република Македонија, а практично не признаваше под Република Македонија. Мислам дека билатерално комунициравме под Република Македонија. Јас ова е значајно да се каже. Не сум го проверил ова, да, мислам при дека апликација на визи, да речеме, на сите, стоеше Република, како се вика, Република Македонија. Значи они дури еви до ден денес, јас сум студент од Република Македонија, затоа што у нивниот офис of education забораиле да го става тоа Норд, и кога селектираш, да знаеш, го селектираш Македонија. Но не, имаме една таква традиција. Во меѓувреме да, сега само да кажам, значи истовремено цело време тие беа поддржувачи на македонската европска интеграција, но тоа ни беше малце и проблем. Затоа што не, да објасниме зошто е проблем. Затоа што ни беа лошото дете во Европа. Не тоа, него концептот, значи за разлика од концептот на Франција и на Германија за еднината на Европа, па и на Италија, нели, четворката големи земји на времето беа Британија, Франција, Германија и Италија. Сега се само 3, нели. Концептот на овие на Франција, Германија и Италија, на елитите нивни политички, центристички, е дека Европската унија во некоја неопределена иднина треба да се претвори во една федерација, која што ќе наликува можеби на Соединетите американски држави, можеби нешто свое, меѓутоа ќе биде една држава, а не сојуз на држави или тоа специјално. Британците не ќе да чујат за нешто. Британците цело време не сакаат таква работа, тие ја змислува Европа како некој вид на потврд трговски сојуз со единствениот пазар и така натаму, и заради тоа тие поддржуваа и Турција да влези, Украина уште предходно. Многу поотворени кој интеграција. Белорусија и така натаму, меѓутоа за Турција никаков проблем, нели? Он вика, нека влезе кој сака, секако нема да живее во иста држава. Токму затоа таа британска поддршка колку што помагаше, толку и градеше една дистанца во другиве главни градови. Ивица, мене ако ме прашаш како треба да изгледа иднината на Европа, јас многу повеќе ми се допаѓа овој нивниот модел, дека тоа треба да биде сојуз на држави кои соработуваат,
од овој модел дека тоа треба сега некој таму Брисел мене да ми носи одлуки, види, каква табла ја овде ќе ставам на мојот тоалет. Пази, тоа да, меѓутоа ако градиме единствен пазар, тоа е многу повеќе од сојузна држави, знаеш. Затоа што суштината на европскиот проект е единствениот пазар. Единствениот пазар подразбира целосно согласување на политиките. Токму ова многу добро ми се надоврзуваш, извини ќе те прекинам затоа што многу поважно прашање. Ајде. Очигледно е дека нашиот проблем во европската интеграција е во овој момент тој француски предлог, односно таа Франција. Видовме вчера каков шамар доби Макрон од неговата сопруга, почитувани слушатели, не беше вештачка интелигенција. Тој вели дека тоа бил момент на блискост. Не знам, ја немам такви моменти на близкост, не сум доживеал. Барем откога сум во брак. Но, што е суштината? Суштината е дека да би остави ги. Постои перцепција чувај ги овие за практично Франција е нашиот кочничар во европската интеграција, а исто така постои едно огромно ривалство помеѓу Велика Британија и Франција, кое е вековно ривалство на геополитичка сцена, ако сакате на европска сцена и секако. Дали оваа поддршка која сега ја добиваме од Велика Британија е практично опонирање на онаа политика на Франција да ја држи Македонија надвор од европските интеграции? Може ли ќе дојдеме на оваа тема, еве ќе ставам ќе си забележам тука дека си го поставил ко прашање. Но можеме ли ајде да фатиме вака малце широко темава? Липчо. Ајде вака. Значи, македонско-британскиот договор за стратешко партнерство да го разгледуваме во една поширока рамка. Ова е трет договор кој што Македонија го потпишува за стратегиско партнерство. Ако направиме еден вид на хиерархија, кои меѓународни договори за Македонија се најзначајни, ништо не може по своето значење да ја надмине спогодбата за стабилизација и асоциација помеѓу Македонија и Европската унија, затоа што тоа ги дефинира односите помеѓу Македонија и единствениот пазар, помеѓу Македонија и интеграцијата каде што Македонија еден ден претендира да биде полноправна членка. Ништо не може да замени еден таков однос, каде што се одвива околу 80% од македонската трговска размена, процент дури и повисок како се земе земјите од Западниот Балкан, кои што исто така се еден вид на истегнат дел, еве да кажеме, од единствениот пазар. Значи тоа е за Македонија е клучна, критична и најбитна стратегиска точка. Сега, имајќи предвид дека Македонија од самото своје самостојување, врз основа една ладнокрвна анализа за тоа како ќе изгледа светот и така натаму, одлучи да биде полноправна членка на овие западни интеграции, беа ставени членството во Европската унија и во НАТО како врвни цели, тоа што НАТО се обезбеди и така натаму. Но да се потврди, затоа што имавме една неразумна грчка блокада, за жал предизвикана од шовинистички позиции на официјалната грчка политика, која што се продолжи со иста таква бугарска блокада, Македонија да го потврди ова, склопи договори за стратегиско партнерство. Сите овие договори добиваа на софистицираност, меѓутоа, условно кажано, само го потцртува и го цементира овој основен договор, спогодба за стабилизација и асоциација, односно уредување на Македонија како дел од оваа европска интеграција и како дел од Западната алијанса. Првиот беше во 2008 година договорот што го потпиша Антонио Милошевски за стратегиско партнерство со Соединените американски држави. Веднаш потоа следеше договор за стратегиско партнерство со Република Турција како една значајна регионална сила, можеме да кажеме. И еве го сега го имаме третиот договор со Обединетото кралство. Ова е нивото на договорот. Договорот со Америка, договорот со Турција, договорот со Велика Британија. Значи се пази, не зборуваме во економскиот дел тука, немам таа експертиза, го следам тоа, можам да го следам, меѓутоа еве зборуваме за меѓународно политичкото значење. Да. Така. Тоа е рамништето. Значи не станува збор. Сем тука морам да излезам со една критика на некои гласови што се јавуваат во македонската јавност. Значи да се разбереме. И поддржувачите и критикувачите на овој договор.
поаѓаат од една дел, не сите. Значи, дел од поддржувачите, мал дел, маргинален дел од поддржувачите и огромен дел од критичарите велат овој договор е во спротивност со стратегиските заложби на Република Македонија. Не е. Значи, овој договор е стратегиско порамнување на Македонија. Затоа што сме од истата страна, ако можем така да кажам, од истата страна на интеграцијата. И тука доаѓам до твоето прашање. Со овој договор, Велика Британија, затоа што Велика Британија е земја која што има една страшна способност своите национални интереси да ги преведе во конкретни политики. Ретко која земја успева така, која ќе дефинира нешто, понатаму да го реализира. Велика Британија направи една голема грешка во 2016 година. Со Брекзит, да се разбереме. Значи, да, и според мене го споделувам тој стаз дека тоа е стратегиска катастрофа најпогрешните за одлуки. Велика Британија. Да. Токму од овие причини. Гледате структурата на нивната економија. Со кого да. ти е тргуваат. Да, точно. Знаеш како? Австралија е дел од иста круна со нив, да. но за еден брод да стигне од Австралија до Лондон, тоа кошта десетици, стотици илјади фунти. Фантазиите на делот британските десничари, дека тие можеле да ја заменат Европската Унија со некаква си англосфера, каде што се не знам Канада, Америка, Австралија и Нов Зеланд, се фантазии, точно. Па едно време тргнеат и текнува со Индија сега пак ние ќе тргуваме. Индусите ми рекоа што па ние па со вас па. Ти се на друг крај од светот. Не само тоа што може да ни понудите на крајот на криштата. Затоа што сега си има некоја хиерархија. И сега ти може да тргуваат со Франција, со Холандија, со Германија, ти се близу. Да. И токму заради тоа исто така да се разбереме, Лондон ко финансиски центар функционираше меѓу другото и затоа што таму беше добро и се уште функционира тука. Се уште функционира, но ќе видиме. Не светските пазари сега. Пред се тоа беше европски. Значи глобален центар. Не видовме голем раст на... но да се вратиме кон тоа. И покрај тоа што тие направи оваа стратегиска, нели, катастрофа во 2016 со својот глас, сепак тие се свесни на кој дел од светот му припаѓаат и тоа го гледаме додека трае војната во Украина. Еве забележуваш дека не само во делот на НАТО, туку и во делот на европската соработка безбедносна, дека Британија е таа која што е еден од условно кажано главните протагонисти на ова европско обединување на безбедносен план. И сега да се вратиме. Еве го тука моментот кој што е клучен и критичен од твоето прашање. Јас мислам дека спогодбата за стратегиско партнерство меѓу Британија и Македонија е меѓу другото една порака од Лондон кон Брисел. Да не се запостави Западниот Балкан и подитно да се најде начин Западниот Балкан да биде целосно интегриран во Европската Унија на еден или на друг начин. Најдобро со членство, ако веќе членство не е можно, да се изнеде начин Балканот да стане дел од единствениот пазар, од Шенген просторот, и да се понуди економски развој кој што ќе овозможи на овој простор да фати приклучок со европската интеграција. Зашто да се разбереме, приказни кои што за жал во македонската јавност, не само македонската, во европската јавност се многу запоставени. Се приказките пред се за Романија и за Бугарија, помалку за Бугарија, меѓутоа во Романија во изминатава деценија се случува едно мало економско чудо. Романија рапидно се развива. Со сите проблеми што ги има, корупција, се уште има одлив на работната рака, се уште романцизм и така натаму, се случува тоа и во Бугарија со малку помал залет како што е во Романија. Истовремено еве гледаме што значи европската интеграција. Гледате Полска. Значи Полска настапува се на таква самоувереност. Завчера имаше една вест, не знам дали ја виде, дека по некои параметри можеби Полска во бруто домашен производ пер капита ја надминува Јапонија. Да, Полска е многу добра приказна, но значи само да се вратиме, значи токму се враќаме. Значи стратегиски Британија, значи Лондон праќа одговор кон Брисел. Остави го
Ова што го праша само види. Ја мислам дека се смени работите. Оваа емисија ја и ти која почнувавме, а и да зборуваме пред некои 5-6 години, можеме да зборуваме за Париз и за Франција како некој кочничар на европската интеграција на Западниот Балкан, Љупчо, но мислам дека сега, посебно кога читаш, не знам дали имаше, мислам дека немаше гостин за таа работа. Ако го читаш коалициониот договор помеѓу ЦДУ или христијанските демократи и социјалдемократите во делот на проширувањето. За жал, Германија вели дека проширувањето, тие се за проширување, добро во однос на Франција, но не за членство. Очигледно шамарите дале ефект. Thank you, Bridget. Одиме сега со еден мит од нашите слушатели. Нашиот редовен слушател Владо Николовски вели: доста со лаги. Еве што пишуваат британските новинари. Планираат return hub for failed asylum seekers, или со други зборови депонија на емигранти. Дали доле интегралниот текст на Sky News во кој што ни го копирал нашиот слушател, во кој се вели дека Британија пробува да најде, односно да изгради на Балканот, како се вика, центри за оние процесирање на мигрантите кои се неуспешни, и нашите слушатели се плашат дека Македонија британците ќе ја направат, како што вели Владо Николовски, со расистички речник, ова е чист расизам, депонија за мигранти, затоа што какви да се тие луѓе, тоа се луѓе од крв и месо и не може да бидат фрлени на депонија. Ај сега да тргнеме се. Оваа теза постоеше уште од 2015 година, за време на големата бегалска криза, која што го зафати, се сеќавате, тогаш низ Македонија помина рекордни 2 милиона луѓе. Бегалци, мигранти, азиланти, било што. И ми се чини дека објавени се податоците, официјалните статистики, во еден период нашата граница помеѓу Македонија и Грција во зелениот појас личеше на микрообединети нации. Значи, кога се виде дека од таму може да се поминува во Европа, не беа само луѓе од Афганистан, од Сирија и од Ирак кои што се завојувани подрачно, туку се јавува луѓе од Бангладеш, од Буркина Фасо, од Централна Африканската република, од каде не. Во тој момент некои анализи на македонските безбедносни служби велеа дека постои некоја голема цел Македонија да се претвори во паркинг за бегалци. Тоа нашите должностници беа доволно паметни да не го кажуваат јавно, иако постоеше во документите. Доволно дрчен тоа да го каже јавно беше Александар Вучич, што значи дека неговите безбедносни служби со такви работи занимаваа. Но тоа беше едноставно невозможно, затоа што што го прави сега повозможно? Не само да кажам, во 21 век вие да задржите некој човек на територија на која што не ќе да на сила биде, едноставно невозможно. Тоа ќе подразбира дека да се изградат, не дај Боже, повторно европско тло, некои концентрациони кампови со бодникави жици и така натаму. Да. Што е невозможно, нели? Во удел на човекови права и така натаму. И па на европско тло сме, значи ги имаме подпишано сите документи на Советот на Европа, ги имаме нашиот устав е демократски устав, човековите права се почитуваат и така натаму. Затоа не профункционира ни ова со Албанија и италијаните што го направија, ништо нема таму. Од друга страна, едно време па се појави и тоа дека требаше што ако херметички се затвори границата. И морам да ви кажам, во тоа време, затоа што бев дел од кабинетот на поранешниот претседател Иванов, се сеќам на еден мој разговор со еден словенечки генерал, кој што вика, бе, како да им кажеме, вика, на овие што зборуваат дека не постои таква работа. Како вика херметички затвора граница, вика. И ја викам, па веројатно замислуваат дека вие ќе даете наредба на војниците. Не, херметички е затворена, само Северна Кореја има херметички затворена. И таа не херметички затворена, птици лета. Чат пат бегаат и луѓе. Абе, птици лета. Еве сега избегала некој од Северна Кореја, отишла во Америка, се запишала на Колумбија и рекла: па вас повеќе ни го перат мозокот од нас што ни го переа таму. Осте се. Да. Не, да се вратиме на ова. Значи, следничко, па викам, дајате наредба и употреба на оружје. Како бе, вика, ќе даеш наредба, вика, војници, вика, да отвараат, да пукаат на цивили, вика, да убиваат цивили.
Значи тоа е едната приказна. Второто, нели се сеќам Звонимир Јанкуловски професорот кај тебе во емисија објаснуваше. И имаш и брилјантна колумна на Некпрес, може да ја прочитате. Но види, ништо не може да е демант како времето. Ако после година дена, а ќе правиме ваква емисија, после 2 години правиме ети емисија дека има такви структури, тогаш тоа е тоа, нели? Но по мене имавме јасен демант и од британскиот амбасадор и македонските должностници кои што зборуваа на таа тема, кажаа дека нема да има таква работа. И тоа не е дел ниту од договорот на стратешко партнерство, но сега види, ниту од договорот влада за влада. Во историјата ништо не може да се сокрие. Сега таква работа не може да се пикне во джеп, нели? Па добро, не. Шо... Види, сега да бидам искрен, јас би сакал малку повеќе по улиците на Скопје да видам една шаренило, нели, етничко и така натаму, но за жал Македонија не е доволно бизнис атрактивна за да доаѓаат, се уште не сме атрактивни за да доаѓаат луѓе на градилиштата, гледаме веќе од другите страни на светот да доаѓаат да работат овде. И ако видите дека Скопје е полно со луѓе со закосени очи, различна боја на кожа и така натаму, знаете, почитувани слушатели, дека ние економски сме успеале, затоа што тие луѓе се дошле овде за да живеат подобар живот од местата каде што живеат. Мора да одиме за реклами. Само за дел од ова. За време на мигрантската криза, на дел од луѓето кои што доаѓаа пред се од Сирија, да имаше и замисли палестинци кои што во Скопје завршиле факултет, а се професионални. Им беше понудено да останат овде и да заснуваат работен однос. Не сака. Го продолжија својот пат кон Западна Европа. Пред паузата имаме коментар од нашиот слушател Звонко, вели: Љупчове, слушам секое утро во однос на вашите стратешки цели. Уживам да ве слушам наутро, но искрено би уживало и да ја слушам Оливера Трајковска како го гази Сашо Ордановски секој утро на Радио Лидер. Почитувани слушатели, ние си ги покажавме нозете, ги покажавме нашите стратешки цели, а сега да одиме со кратка пауза за реклами, по која се враќаме во вториот дел, во кој ќе дознаеме дали ќе бидеме должнички робови на британците кои ќе не водат со синџири додека ние им ги градиме пругите. Ивица, Александар Николовски минатата недела го подпиша првиот договор, односно договорот влада со Велика Британија, кој предвидува дека Велика Британија ќе ни овозможи кредитна рамка за проекти, значи не за ликвидност, туку за проекти, што е добро, од 6 милиарди. Опозицијата критикува дека тоа Македонија ќе ја доведе во должничко робство. Многу има во јавноста многу недоумици околу оваа работа, велат не може да биде тоа искрено, тие не сакаат нас да не развиваат. Во делот на економијата јас би рекол дека секој пари за развој се добре дојдени, особено кога ви даваат вака грейс период, кога ви даваат нема ништо поскапо од такви пари. Односно поскапо, поубаво во делот, повредно тоа некој да ви даде развојни пари и да не ви условува за сето тоа. Ние овде имаме услов само да ангажираме британски експерти и британски компании кои реално за овие инфраструктурни проекти, земјата која од првите 100 универзитети на Шангајскиот скаталиста има така, после Америка веројатно најголем удел, е многу по... Не, се смени таа, Љупчо, Кина е се втора, се разбереме. Не, управи 100? Да. Не, повеќе има британски од кинески универзитети. Кина ги надмина, кај. Се бидна тоа. Меѓутоа, сепак е велесила образована, нема спор тука. Ајде да не речеме првите 3 дека е сигурно. Чекај, first 100 universities? Зависи по кое мерење гледаш. Ако гледаш по тоа шангајското, што е објективно, Кина тука прави... Па добро, и Times Higher Education е... Times Higher Education е нивно, мал се има, знаеш, онака една нивна црта се. Мораме тоа да окажеме, но... како што... Чекај се, да се вратиме на прашањето, тоа сте се, ја и ти сакаме да се дебатираме за све и свешта. Реков ми дека сепак ќе оставам ова да го дебатираш со некој
Мислам, можам да искажам своето мислење. Да. Еве, во првите 30, морам да ти кажам, има само еден кинески универзитет на Шангајска листа. Шангајската листа. Добро. Во првите 30 има еден кинески универзитет, има 1, 2, 3, 4 британски универзитети во првите 30, останатите се најголем дел, 3 кинески има, се извинувам. 3 кинески, 4-3 за Британија во првите 30, у вторите 30, односно до 60, Британија има уште 2, Кина има уште 1, значи до 60 повторно Британија е во водство и одиме трети до 90-то место, Кина има 1, 2, 3, тука веќе се изедначуваат, односно Британија во моментов има 1 повеќе и последните 10 за од првите 100, тука веќе Британија излегува во водство. Значи, не, ама и Кина е тука 9, 8, 8, Не, знаеш што сакам да кажам? Замисли пред 5 години го правевме овој мојабет. Да, пред 5 години. Значи, овој развој мора да се... Но во исто време мора да кажеме дека Соединетите Американски држави се убедливо први на... И тие беа уште поубедливо. Сега, значи, а овие меркиве сега околу... Сега со Харвард што се закачи Трамп, не знам како ќе рефлектира. Ја мислам дека и ги намали парите, но во секој случај во Велика Британија има многу поголема експертиза од кај нас за било што и да помислите, од атомска физика до било што. Прашањето е дали овие пари ни се нам исплатливи и дали тоа што Британија ќе дојде овде со овие кредити практично да не развива е добро за нас или лошо за нас? Значи, пак го стави да го ставиме ова во ова геостратегиската насока, така? Значи, јас повторно сметам дека ова е една голема порака за Брисел. Добро. И меѓу другото е една вид на накнадна памет од Западната алијанса. Да се разбереме, постоеше еден период во текот на претходната декада од 2011 до 2020 година, кога критичната инфраструктура во сите земји од Западниот Балкан, и не само од Западниот Балкан, и во земјите членки од Европската унија што доаѓа од Централна и Источна Европа, критичните инфраструктурни проекти почнаа да се градат благодарение на кинескиот план еден појас, еден пат. Новиот пат на свилата, нели? Мислам дека во тој момент, повторно, заради некои своји внатрешни кавги, заради стратегиска миопија, заради слабо лидерство, дека Европската унија, Британија, Соединетите Американски држави не го препознаа моментот, дека земјите од Централна и Источна Европа и од Југоисточна Европа, покрај тоа што ги реализираа своите геостратегички стремежи, ним е потребен еден рапиден и силен економски развој со цел да се постигне изедночување на или да се стреми кон изедначување на животниот стандард тука и во земјите, развиените земји од Северна и од Западна Европа. Во прво време се нудеа само критики и се нудеа само и притисоци. Меѓутоа се увиде дека ова е насушна потреба на регионот. Не е возможен развој без крупни инфраструктурни проекти. Значи, зборуваме за пристаништа, аеродроми, железници, брзи железници, целосно искористување на хидропотенцијалот, вложување во други видови на енергија, зошто не и нуклеарна енергија на крајот на криштата, развој на вложување во човековиот капитал, на што мислиме ова? Значи, една целосна обнова на школите, на болниците, на универзитетите, на сите оние места, знаеш, кои што се од значење за луѓето. И, за да постигнеме ни европски животен стандард, ние мора да вложуваме во јавното здравство и во јавното образование. Европскиот модел не подразбира приватизирано јавно здравство и приватизирано здравство и приватизирано образование. Значи, во вакви услови како што се наоѓа во Македонија, целосна приватизација на нови институции ќе значи хаос. Значи, пад на животниот стандард, ќе значи пад на животниот век. И токму од тие причини, пак ќе кажем, мислам дека ова е една порака од Обединетото кралство
до Брисел да припази малку на својот југоисточен агол, затоа што тука се наоѓаат 6 држави кои што во моментов не се целосно интегрирани, кои што се ставени во еден вид на гето, шенгенско гето, посебно после влезот на Бугарија и Романија во Шенген зоната, и дека таа фрустрација може да изроди лоша политика, лошо политичко лидерство, кородирање на политичките системи, корозија на партиите, што овозможува уплив на туѓинско влијание од други континенти на овој простор, туѓинско влијание кое што на крајот на криштата може да направи стратегиски проблем. Го нема во моментов, да се разбереме. Но ако продолжи оваа ситуација, може да го има. И токму заради тоа мислам дека Британија држи лекција, нели, кон Брисел, што треба Брисел да прави сега во моментов со регионот. Да е Брисел паметен, веднаш ќе не интегрира во Европската унија, веднаш ќе влеземе во Шенген зоната. И ќе се вложува во овие крупни инфраструктурни проекти. Така што, по мене, ова е еден многу јасен сигнал од Лондон до Брисел. Затоа што за овие спекулации дека ова нас ќе не презадолжи, Венко Филип излезе со тврдењето дека и знаете како кога ќе прочитате вие 6 милиарди, па правите математика, вели секое дете што ќе се роди во Македонија ќе должи 6000 евра на британците. И па добро, го мислели тоа Бехтеленка кога го правеа договорот. И таму по 2000 евра. Не, чека, ма не, тоа е види. Ова е меѓу другото и обврска за оваа влада, затоа што владата кога беше опозиција ВМРО ДПМН, кога беше опозиција и знам и вреди коалицијата, беа најгласни против нетранспарентноста на договарањето околу Бехтел и Јенка. И јас и ти тука направивме на цела серија емисии, се сеќаваш. Значи ова е обврска за владата. Не, ова го немаме, сега имаме еден транспарентен однос. Не, чека, значи кога ќе дојдеме до парите, нели, тогаш треба да сме транспарентни, да се каже кои се условите, под кои услови се земаат тие кредити, како ќе се трошат парите, по која динамика, што ќе значи тоа задолжување, на кој рок ќе се отплаќа и така натаму. Тоа е едно. Второ, ако се сеќаваме кога беа токму овие кинескиве кредити, борбата на македонската влада беше и за колку што е можно поголемо учество на подизведувачи домашни од Македонија, на фирми со референца како Бетон, како Гранит и така натаму, со референца во изградба на овие проекти, затоа што и тоа е значајно на крајот на криштата, нели? Ние кога да се развиваме во тој развој, затоа што ние ќе отплатиме на крајот на криштата да имаме и наш удел, и не само тоа. Тој трансфер на знаење да може да го добијат и нашите фирми, па и да се изродат некои партнерства. Вчера разговарав со еден директор на една компанија овде во Скопје, грек, кој има работено многу во Грција и вели за тие големи инфраструктурни проекти, тие што ги имале во Солун, во Атина и во Грција општо, вели многу интересно беше што ние преку тие проекти практично вели од странците научивме како се работи и веќе следните проекти ги правевме сами. Ние, знаете, имаме една традиција... Па добро, види, да. Сега убаво што ја спомна ова британскиот договор. Знаеш ли кои се консултанти кога се гради железницата ова железара во Скопје? Британците? Да. И, значи, не, има се една друга dimenzија. Значи, пази, меѓутоа... Кај нас знаат да кажат, извини само што, од бетон и од... како се вика, гранит инженери градеа во Либија, во Блискиот Исток. Ама знаете што е проблемот? Тие инженери сега пола се изумрени, пола се у пензија. Да. Знаеш, и ние во меѓувреме од тие наши зафати на Блискиот Исток, освен зградички по Скопје за кои се прават за инвеститорите да заработат, да стават во джеб по 700-800 евро од квадрат, ние друга инфраструктурна инвестиција немаме од македонски компании. Имаше една фирма за нискоградба Трансмет, СЈО ја уништи. Сега немаме ни една фирма за нискоградба, ни не може. И пај да не зборам па тоа што нашиве фирми
што фати како патишта кој е квалитетот до ден денес да го гледате и да споредите со било што. Времињата во кои што ние имавме експертиза завршија. Затоа што во меѓу време има нови материјали, нови технологии на градба, нови механизации, нови стандарди, нови регулативи. Вие сте видели ли? Извини само. Знаете како? У Скопје купувате нов стан. И сегде имате греда. Сега баш се вртам и тука има греда. Вие свесни сте дека веќе цела Европска Унија, па и Велика Британија, веќе гредите ги има заменето. Овие што ги гледаме вака дома по Кјушеви, по у Скопје, па кога ќе видиш од инвеститор ти продава 3000 евра квадрат и греда која ќе ти опне на сред соба, не знаеш што да ја правиш естетски од озгора. Суштината е дека греди, да речеме, на запад се нек ни слушав еден подкаст интересен на граѓевинци, од таму ми оваа информација. Суштината е на архитекти, си извинувам. Суштината е дека ние веќе немаме експертиза и нас ни треба експертиза. Најдоброто место таа да едно од најдобрите, сега да не биде најдоброто, сега да не бидам ја тука адвокат, ама Велика Британија, Германија, Соединените Американски држави, еве ако сака Ивица и Кина, да, и тие имаат веќе огромен технолошки развој, се единствените места на планетата од каде што вие може да влечете експертиза. Најдобрите места од каде што може да влечете експертиза. Тоа е суштината и токму затоа ова е важно. Види, и точно е тоа. Јапонија заборави, Јужна Кореја заборави. Добро да не, ама пример ти кажувам, 10 локации се на светот од каде што доаѓаат најновите, најнапредните технологии, каде што можат нешто да изреализираат. Не се повеќе, 10-15 земји се у светот. Види, истовремено тука имавме една страутна стопанска политика на претходната влада. Се сеќаваш дека безмалку до крајот на мандатот на претходната влада не беа исплатени парите со години за бетони за гранит за автопатот Миладиновци Штип на македонските компании. За тие милионски суми на кои што беа изложени, буквално ги безмалку ги турнаа во стечај овие македонски компании, се сеќаваш Липчо. Така што тоа е страутно. Тоа е страшно. Вега не може да најдеме работници, не може да се најдат работници и мора да носат одстранство и носат одстранство градежни. Но зашто е тоа така? Не е дека ние немаме работници. Знаете, работници сега патишта прават по Германија, по Словенија, А зошто градат? Затоа што некој ги уништи најдобрите компании во Македонија кои се бавеа со тоа. И тие луѓе не можат од леп да умрат сега. Така е. Знаеш, градежен работник треба да имаш ков за таа работа, не може секој да биде. Мене да ме ставиш да бидам градежен работник, ќе бидам жртва, после ќе треба да штрајкуваат, за мене ќе умрам за еден ден на аутопут. Значи, пак ќе се вратиме на ова. Значи, ова што на критикава, нели што беше. Значи, ова не е доказ дека Македонија има друга алтернатива, дека Македонија излегла од безалтернативност, а туку ова буквално ја цементира позицијата на Македонија визави европската интеграција на единствениот пазар и незините западни стремежи. Значи, тоа е тоа што се случува. Значи, не се случува сега тука дека ние нешто одиме на друга страна или пак и тоа Филипче вели антиевропски договор. Сега види, извинете вака, но ако надвор од тоа што е Европска Унија, ако нешто е символ за Европа како континент, еден од символите за Европа ти се Ајфелова кула, нели у Париж што се наоѓа, втор што му паѓа на памет на американец или азиец кој ќе чуе Европа, е веројатно Биг Бен. Стоунхендж. Да. Нели, што ти од Британија поголема Европа не постои. И не само тоа, сега на крајот на краиштата има и можност, ми се чини, Венко Филипче преку Социјалистичка интернационала се контактира Кер Стармер и да го праша че како антиевропски. Особено, мислам дека Миле Зечевиќ пред избори се виде со генералниот секретар на лабористите. Да. И не само тоа, него види целата екипа околу Стармер се наоѓаат најтврдите еврофили. Нема ниту еден, не види, во актуелното раководство на Foreign Office, значи на британското министерство за надворешни работи, политичко, нели? Кениф не интересно, знаеш тоа Кениф, нели, дека не е само министерот што е главен, туку имаат еден вид на политички министри
што би дошло во Македонија кај директоратите, на пример. Да. Во Македонија има, да речеме, директор за мултилатерала, над директор за мултилатерала ќе дојде некој министер за мултилатерала, Да. кој што му одговара или на би му одговарал на Тимчо Муцунски како министер Да, за но и што тој е министер, така, јасно. но и тој е политичар, така? Да, политичка функција. Значи, пази, сите што се наоѓаат во моментот во Foreign Office-от, сите до еден, беа во кампањата за Брекзит против Брекзит. И тоа не беа како тивки таму некаде у позадина се кријат зад лидерот. Туку отворено Отворено, да. Значи, целата влада на Стармер е влада која што е еврофилска и не само тоа, тој е единствениот кој го работи на подпишување на ист ваков договор како со Македонија и со ЕУ. не исто, него тој е многу поширок, затоа што за нив е тоа многу значено за економијата. Никој нема илузии во Македонија дека Британија може да го замисли местото што го има единствениот пазар во нашата економија. Комонвелт ќе влезе. Не, тоа не. Ќе станеме лордови. Не бе, види. Не. Ама не види. Значи, ако нешто научивме дека економијата не се менува со декрет. Ако ја погледнеме структурата на македонската економија, значи со Германија и со целиот единствен пазар на Европската унија, тие се најголем трговски партнер, најмалку, нели го зборувавме тоа, од владите на Милан Стојадиновиќ во кралството Југославија, според некои извори, други велат дури од Абдул Хамид можеме втори. Па реално сигурно време на Абдул Хамид, иако сме били у иста држава со Сирија, сигурно сме имале поголема трговска размена со централна и со западна Европа од со Блискиот исток. Нели? Сигурно. Тоа е зборуваме во моментот по индустријската револуција. Предходно ништо чудно да било поинако. Кои биле тековите на економијата поинакви. Меѓутоа по индустриализацијата, зашто имало некоја микроиндустриализација овде, нели? Тоа е тоа, како да кажам се. И со декрет тоа не се менува. Значи нормално дека никој у здрав памет не мисли дека овој договор е некој универзален лек, универзална панасеја што ќе реши сите наши проблеми. И тоа само сакав да го кажам, Липчо. Една друга работа, знаеш, од каде е дел од скепсата кај граѓаните на Македонија? Леле, некој коментар, некој профил пишува, Леле се вика. Леле, вели, ќе почните, значи, зоолошки градини да правите со македонци во нив, а тоа вие европејците само можете. Чекај само да кажем. Значи, ако можеме да најдеме некоја забелешка кон владава, а што е тоа македонци? Човек што сака по дупки да вози, не знам. Ако најдеме некоја забелешка кон актуалната влада, може би може да се зборува за фактот дека требаше малку да се поработи повеќе на подготовка на јавното мислење околу целата оваа работа. Знаеш ли зошто, Лјупчо? Затоа што во минатото често имаше ситуации кога се објавуваше дека, знаеш, некој договор или наш меѓународен ќе биде универзален лек за сите наши проблеми. Оваа влада не го промовира тоа така, се мораме да кажеме искрено. Меѓутоа, кај дел од јавното мислење е скептично во однос на тоа. И тука, по мене, престои една сериозна работа која што ќе се постигне со отвореност и со транспарентност. Секако дека не може со еден договор да се направи еден универзален лек за сите наши проблеми, но ова е индикатор, многу интересен индикатор дека препознаени се проблемите на Македонија. Препознаено е дека за Македонија да може да чекори кон Европската унија и кон целосната европска интеграција потребен е рапиден економски развој и растеж и потребно е незино, меѓу другото, институционално врзување со клучните сегменти од Западот. Лондон таа порака ја плаќа, ние ја препознаваме. Сега, да се надеваме дека Брисел ќе ја препознае ова и дека и тие ќе се вклучат во целата оваа работа и во делот на забрзување на македонското членство кон ЕУ, и во делот за окружување на Шенген просторот, но што е најзначајно и во делот на развојот. Така што, така гледам на работите, исто така треба да се поздрави ова, иако преку НАТО веќе ние имаме добра соработка со нив. Индикатор со арома на напалм. Луѓе, знаете како? Еднаш коментирав,
некои големи нели паметници од атомската скривница која се нарекува Универзитет Уким ми забележуваат јас што сум кажал за тоа со напалмот и со егејците и така натаму. Луѓе, еве сега една работа да ви кажам. Ние сме биле 500 години под турско робство, сега односно имаме стратегиско окупација. партнерство со нив. Сега имаме стратегиско партнерство. Турција ни е огромен нели партнер. Единствените облакодери во Скопје не ги изгради турска компанија. Го имаме Рамстор, Даймонд, пазариме во турски компании, се облакаме од турска облака ни доаѓа и така натаму. Турска ни е огромен партнер. Значи, зборуваме за 500 години робство, од јаничари со бирање до данок во крв, до се и се што, до револуционерни организации, песни пеете до ден денеска за сето тоа. И не ни е проблем да соработуваме вака како што соработуваме со Турција, а зошто би ни било проблем? И сега сме имале конфликт во граѓанската војна во Грција, каде што Британија им помагала на Елас, а не на Дак, каде што се бореле македонците во демократската армија на Грција, и сега ние треба до ден денес тоа да го потенцираме сегде. Мислам, стварно, окей. Види, дека тоа е, дека бомбардирањето со напалм на македонските партизани и грчките партизани. Не на македонски партизани, на демократската армија на Грција, ДАК. Значи, каде што македонците учествувале. Значи, имаше словено македонски народно-ослободителен фронт кој што беше составен дел од демократската армија на Грција. Значи, пак вака се, значи не е таа историја толку равна. До декемвријана 1944 година и ДАК е поддржан од британците, кога е борбата против фашизмот. Да. Значи, прво... Исто како Тито овде што е поддржан од британците и токму затоа расчисти Балканот со четничкото движење со Драго. Дали овој договор значи дека ние сме заборавиле на тоа? Не сме заборавиле ние на тоа, како забораваме? Дали значи дека ќе престанеме тоа да го истражуваме? Нема да престанеме да го истражуваме. Дали значи дека тоа е црно петно во македонско-британската историја? Страшно црно петно, најцрно. И уште една работа. Да. Истовремено слушај, еве да им дополнам. Да им дополнаме уште една точка, ако веќе тргнеме кон критиката. Британската империја е империјата која што го продолжи животниот век на Отоманската империја. Во моментот кога нашите национални цели беа емансипација, осамостојување од таа Отоманска империја. Ајде уште еден аргумент да им дадеме. Во моментот кога почнува дека развојот на трговските односи, индустриализацијата и така натаму, во еден момент се замешуваат западните сили, Британија, Германија и така натаму, прават нееднакви договори со Отоманската империја, што спречува појава на царини, односно и заштита на индустријата во повој, што придонесува кон една море на ефтини продукти од Германија, Франција, од Британија на пазарот на Отоманската империја и многу побавен развој економски. Еве уште еден аргумент. Се може еден на другата страна ја да дадам да не биде сите на тоа. Не, збориме каде биле. Сега ќе кажам аргумент на другата страна. Ама не, чекај, не ми дозволуваш да затворам мислата се. Затвори. Значи, тоа не е причина да не се соработува, затоа што ајде да видиме од кого се осамостои американците. Од Британија. Соработуваат ли? И тоа он има граѓанска војна за врз кого фрли американците атомска бомба? На Јапонија. Соработуваат ли? Најмногу на свет. И па сега и еве сега аргумент на другата страна, извини. Доколку во Втората светска војна Винстон Черчил одлучеше да ја поддржи западниот блок, кралската армија во нели у отачбини наместо комунистичкото движење Јосип Броз Тито, вие веројатно денеска ќе живеевте во Србија. Вака да ви кажам, отворено и радикално. И доколку ве носи патот, прошетајте се до Пелинце, не е далеку, и ќе видите 3 знамења кои стојат позади основањето на современата македонска држава на 2 август во Прохор Пчински, и тоа е автентичната сцена пресликана од тогаш. Таму стојат знамето на Советскиот сојуз,
Сојузниците, да. Знамето на Соединетите Американски држави и третото знаме кое стои таму е знамето на Велика Британија. Така што, кога зборуваме за ова, да, така е, во право сте, се е уред, но не заборавајте дека востоиличувањето на нашата современа државност е изградено исто така со поддршка на сојузниците во Втората светска војна на комунистичкото движење. Можел да биде зачмаен будала конзервативец Черчил и да рече ние имаме традиционално партнерство со како се вика кралската фамилија у Србија и да го поддржат до крај Дража Михајловиќ, и Балканот ќе беше у војна уште 30 години по крајот на Втората светска војна. Не, еве еден друг аргумент може да потребиме тука, Лјупчо, со кој сосед Македонија има најдобри односи? Со Србија. Па се, ајде да фатим историја во 1941 година, таа историја за нас каква е? Многу лоша. Многу лоша. Еве, да бидам искрен. Каков е режимот на кралството на србите, хрватите и словенците? Негаторски кон Македонија. Да. Не, и кон македонскиот народ, да, презимиња, мењале, пустеле, праеле и така натаму. Океј. Така што, види, не го разбирам, ово е апсолутизам во свеста, како да го наречам. Значи, дали престанува истражувањето во Македонија и во Британија околу таа историска епизода? Не престанува. За жал, види се, нема жив преживеан во моментов, па не можеме да поведеме спор овако, за оштета. Значи, за оштета треба жив човек, што тоа го преживеал се. Години се, како да кажем. Меѓутоа, дека тоа е најлоша епизода на македонско-британските односи, факт е дека е најлоша епизода. Дека има и други лоши епизоди, има други лоши епизоди. Дека има добри епизоди, има и добри епизоди, да. И односите помеѓу било кои два народи се комплексни. Многу комплексни. На крајот на краиштата, еве, се сеќавате на оној документ што ја ти сме се смееле, договорот помеѓу Сталин и Черчил за влијанијата. Кој каде има влијание во Југославија 50-50. И се шо значи се? Тоа Господ знае еден, знаеш онака. Во Грција 90-10, нели? Не знам, во Унгарија 50-50. И мислам дека тука негде треба да завршиме. Значи само тоа да го завршиме. Гледам дека со спротивна денеска ќе треба да му се реплицира веројатно и со текст на кого? Денко Малевски, сепак реплицирам професор, не излегува со теза дека британскиот кредит се поништува притисокот од дел врз владата да го прифати францускиот предлог. Се поништува притисокот, а не предлогот кој не може да се промени. Ова е суштината на неговата слаба теза. Предлогот може да се промени. Значи, не може, значи професорот на крајот на грижата предава на правниот факултет и треба да знае дека не може да сменуваат само физичките и биолошките закони. Значи, ако некој рипне сега низ прозорот, ќе изгуби животот, на му доле кој ќе падне. Ако, не знам, фрлиме нешто нагоре, ќе падне надоле, тоа е гравитација. И така натаму, старееме. Значи, никој не го сопрел старењето, но се што луѓе направиле, луѓе може да го разградат. И, по мене, позицијата на владата дека Македонија не може да прифати предлог од земја која што бара тоа што го бара и на начин на кој што го бара е точно и прецизна, а пак ќе кажем, не е точно дека Ивица. британците Ивица, те молам. Добро. И твоето образование и моето образование не ни дозволуваат да се спуштаме на нивото на Денко Малевски. Ма сепак, тоа е човекот кој професор, кажа, не, тоа се професор. И нам ни бил професор. Професор, мене не ми бил за среќа, но Денко Малевски е човек кој кога победи Доналд Трамп, кој мене исто така не ми се допаѓа воопшто, мојот став е многу добро познат, кажа збогум Америка и дека Америка ќе пропаднела пошто станал Трамп председател, не баре Америка е земјоделска задруга, па оставиле некој таму будала и сега ќе се распадне поради тоа. Денко Малевски е човек, извини. За Америка, значи, за Америка друга. Значи, за Америка, Денко Малевски е човек кој не погодил ништо во неговиот живот како експерт. Ништо, буквално ништо, што и да кажал промашил од почеток до крај. Денко Малевски е човек кој кога бил на функција не направил ништо добро за оваа држава.
И Денко Малевски, јас, пази, и еве сега ќе ти дадам, ти си направил во твоето кратко предводење на Министерството за евроинтеграција, си укинал визи, си нострифицирал дипломи, си признал дипломи, си изедначил. Што и све не си направил, ти си направил за 1,000% повеќе од Денко Малевски кој бил министер за надворешни работи. Денко Малевски едноставно не направил ништо за оваа земја, не понудил никаква експертиза и Денко Малевски не заслужува јас него да го коментира. Од таа единствена причина. Прво, имам образовно ниво поголемо од него. Искрено кога он може доктор на науки, не сум, ама подобро сум образован од него. На подобри институции, со подобри стандарди и така натаму. Второ, немам како се вика, и немам напакостено на оваа држава за разлика од него, то сосем спротивно. Секоја година плаќам даноци, плаќам придонеси чуда, браго, ја придонесувам за оваа држава, ја информирам и така натаму. И јас не планирам да зборувам за таква штеточина. Па сега ќе ми каже он, не бил ова, не анулирал, не променувал, фиксен бил францускиот предлог. Другарче, џабе ти е, бугари нема да станеме. Тука негде го завршуваме ово издание на Утринско еспресо на Радио Лида. Извинувам за цензурата, Ивица. Не, ама не, тоа што само сакам да кажам, добро, види, веројатно има и таков мотив, само, иако не сакам така да дискутирам, значи светот пропадна и Америка пропадна затоа што пропадна USA, што беше извор на приход. А меѓу не другото, пропадна уопште, не осетивме. Ваквите ставови се меѓу другото и подготовка за некои други барања за грантови, веројатно од некои други извори. Не, на крај Русија ќе им даде пари и ќе станат најголеми русофили. Не верувам, затоа што знаеш не може. Ќе се вратат, ќе го свртат кругот, повторно ќе пишуваат. Знаеш како? Тие што беа најголеми комунисти, после стана најголеми либерали, па цело време од каде ќе им дојде. За таа работа и таа професорката Емилија Симовска, нели, што беше министерка за образование во една од владите на Бранко Црвенковски. Има еден прекрасен текст кога се осамостиваше Македонија и кога се правеше демократизацијата, кај што ги критикуваше оние кои што преку ноќ станаа демократи, либерали и така натаму, и во кој што многумина во близината на Денко Малевски можеа да се препознаат и тогаш. А тој текст ќе го најдам и ќе ти го покажам еден ден да видиш. Зашо има он докторина за марксизам? Мислам дека има за империалните политики на Велика Британија и на САД, така нешто беше. Да, има докторина на почитувани слушатели против Британија и САД, после се представуваше како најголем пријател на Британија и на САД. Се добри, секој може да не, види се, за измамници нема што да разговараме. Останете со 98,1 FM, се гледаме утре кога сме заедно со Сотир Костов, кој тргна да ја возобновува Сојузот на комунистите на Југославија минатата